Добро утро. Денеска ќе зборуваме за волонтерството. Со нас денеска е Александра Христовски од Црвениот крст на град Скопје. Меѓутоа нешто подоцна ќе ја видиме и една од волонтерките, тоа е Анастасија Анастасовска, која што поради просторот кој што овде не ни дозволуваше да држи растојание, сега моментално зад камерите. Здраво Александра и добро утро. Добро дојде во утренски брифинг. Добро утро, подобро ве најдов. 5 декември е денот кој што сите знаеме посветен на волонтерството, се одбележа и кај нас, се одбележа и во Црвениот крст. Мене искрено прва асоциација за волонтерство ми е Црвениот крст. Како го одбележавте? Денот се случи и се одбележи во петок, со тоа што оваа година нашето национално друштво, односно со одлуката на раководниот одбор, беше доделена благодарница за сите оние волонтери кои што беа вклучени во справување со пандемијата COVID-19. Беше организиран онлайн настан на кој што се направија кратки презентации од општинските организации со директно вклучување и со разговор со волонтерите. Интересно беше да се спомене и да се каже дека на крајот благодарницата за сите волонтери во целата наша земја беше доделена од страна на нашиот председател господин Стево Пендаровски, кој што навистина им честиташе за сето тоа што тие го правеа и дадоа поддршка во нашата заедница. Потреба од волонтирање има секогаш, меѓутоа оваа година поради пандемијата јас би рекла тоа дека никако најмногу дојде до израз. Колку волонтери беа вклучени и во справувањето со последиците од пандемијата, меѓутоа и општо во другите активности? Така. Дел од активностите на жалост беа стопирани уште со починување на пандемијата во март, но дел од активностите беа нови кои што беа поставени на еден таков систем во однос на искуството кој што ние претходно го имавме со некои други, да речам, катастрофи, кризи кои што се случуваа, како да речам мигрантската криза и ред други нешта кои што претходно се случуваа. Продолживме со функционирање со мобилни тимови, како во Скопје, како во главниот град, така и во сите градови низ целата наша земја. Во Скопје функционира 11 мобилни тимови во кои што беа вклучени преку 200 волонтери, додека пак на територија на целата земја повеќе од 35 мобилни тимови за поддршка на ранливо население, во кои што целиот систем беа вклучени повеќе од 500 волонтери сигурно. И сега што правеа всушност мобилните тимови? Беа промовирани телефонските броеви каде што граѓаните кои што се наоѓаат во ризика, тоа се самохраните родители, лица со посебни потреби, стари лица, изнемоштени лица, потоа лица во изолација, самоизолација, ковид позитивни и така натака, кои што имаа потреба преку нашиот бесплатен сервис да купат одредени нешта бидејќи не можеа да излегуваат од дома. Имавме повеќе од 6000 јавувања, што е навистина голема бројка за поддршка на нашите граѓани. Се обезбедуваа лекарства, храна и хигиенски производи. Со тоа што дел од тие волонтери, истата таа мрежа која што беше поставена, даваше директна поддршка за Министерство за здравство и се уште всушност ја даваме, се транспортираат, односно да се доставуваат лекови кои што се хронична терапија, онколошка и метадонска терапија од Скопје, значи пациентите да не доаѓаат во Скопје, потоа преку мрежата до сите општински организации директно до вратата на пациентите, за да тие не излегуваат од своите домови и уште повеќе да ги заштитиме. Навистина звучи ова интересно и секоја чест за вашата организираност. Верувам дека многу им значи тоа на сите пациенти до кои што стигнала месечната потребна терапија. Меѓутоа имавте вие порано и акции во кои што им помагавте на старите лица, ги спомнавте мигрантите, дали се уште им помагате нив? Тоа се едни од активностите кои што продолжија. Значи поддршката за бездомните лица, мигрантите, лицата старите кои што се во домашни услови, значи тоа се програми кои што продолживме. На жалост не продолживме со некои програми, да речам, за млади, бидејќи сакавме да го заштитиме нивното здравје и да го избегнеме сето она групирање каде што трансмисијата се случува, да речам, и на тој начин може да го загрозиме нивното здравје, но тие активности, да речам, продолжија. Дел од тие волонтери се вклучија во мобилни тимови кои што ден денеска функционираат, но сепак малце повозрастни, поискусни волонтери, бидејќи и на тој начин сакавме да го заштитиме нивното здравје. Дел од тие волонтери се вклучени во СОС линиите кои што функционираат, постојат, а граѓаните се јавуваат за полесно справување од последиците од ковид, додека пак во дневниот центар за стари лица кој што ве само што го спомена, не се собираат во прекрасниот центар кој што знаеш дека постои во Даре Џамбас, туку медицинските сестри доаѓаат кај нив дома да продолжат да ги носат храната, терапиите и се друго што им е потребно. Така да контактот продолжува, телефонските јавувања, поддршката на тој начин, бидејќи дел од нив се сами и веќе, речам, немаат семејство со кого може да ги поделат проблемите со кои што се соочуваат. И сега пред да ти се заблагодарам, прашање и за новогодишната елка на жилби, која што веќе е препознатлив знак на Црвениот крст, секоја година се поставува, на неа се запишуваат жилбите, таа е навистина една магична елка која што исполнува жилби. Оваа година ќе биде ли поставена? Оваа година ќе биде организирана.
настанот секако прилагодено онлайн, како што и клубот на млади на Црвен крст на град Скопје всушност и има онлайн редовни состаноци, така да онлайн ќе се даде поддршката, сите тие деца кои што се сместени во згрижувачки семејства навистина ќе добијат подароци со поддршка на нашите пријатели, волонтери, семејства, компании, институции, сите оние кои што досега беа поддржувачи и секако сето тоа ќе се промовира и веруваме дека ќе има и други граѓани кои што оваа година уште дополнително ќе сака да им го разубуваат нивниот ден. Александра, ти благодарам денеска за вклучувањето во утренски брифинг. Јас би сакала да ја поканам сега и Анастасија, која што исто така е значајна карика од овој чин на волонтирање. Александра, добро утро. Извини, Анастасија, добро утро и добро дојде во утренски брифинг. Кажи ми за почеток како започна целата твоја приказна. Па најискрено сакав да најдам начин попродуктивно да го поминувам моето слободно време, бидејќи сметав, гледајќи серии, не можам никако да помогнам на мојата заедница. Така да прв на памет ми падна Црвениот крст, клубот на млади. Цело време сум ги гледала и бев инспирирана од нивната приказни, се разбира сакав да бидам дел од тој чин. Што почна прво како твоја активност? Прва моја активност беше маршот со лицата со попреченост. Мислам дека тогаш сватив колку сите од Црвениот крст се движат како фамилија и дека нема тука разлика помеѓу лица со попреченост и ние така наречени нормални волонтери. Сите тука се дружиме, сите сме пријатели, сите сме едни за други. Колку и ние што сме за нив и они се за нас тука. Спомена дека си сакала да помагаш, меѓутоа како се шири хуманоста, како се шири желбата за волонтеризам? Препорача ли некого дозна? Гледа преку социјалните мрежи. Исто така во школа доста сите се организирани, сите гледаат да не вклучат негде. Барем јас учам во гимназијата Орце Николов и цело време гледаат некако да не вклучат, да бидеме дел од општеството, да помагаме. Исто така и сите мои другари се волонтери, можеби не на Црвениот крст, имам и другари се разбира од Црвениот крст и сакав да бидам дел од нив. Тоа значи дека ќе продолжиш да помагаш и понатаму. За сега си вклучена во помош на лицата со попреченост, меѓутоа дали би помагала и на другите категории граѓани? Се разбира, секако што можам да помогнам, би помогнала. Анастасија, ти благодарам и тебе за денешното вклучување во утренски брифинг. Навистина посакувам уште многу долго време да помагаш на оние на кои што најмногу ме потребна целата ваша помош, твоја и на сите останати од Црвениот крст. Благодарам и на вас што ме интервјуиравте. Ние се исклучуваме оттука од просториите на Црвениот крст со порака да продолжи жилбата за помагање на другите без при тоа да се очекува никаков финансиски надомест.